Да се биде хроничар на едно време минато е тешка, одговорна, но благодарна задача. За да се биде добар летописец за Преспа, пред се треба добро да се спознае ова регија, добро да ги спознае преспанци во овој дел на етничка Македонија, за да знае да проникне во нивната душа, да ја разгране, а потоа однатре, да ја наслика со сите нивни возвишени чувства, каде што сликајќи го нивниот живот, истовремено и го истражува, и го проучува, и се консултира, за да се даде опис на народниот живот кој веќе не постои, атмосфера која веќе ја нема, податоци на документи што имаат вредност од минатото, а сето тоа не само да го преточи како пишана неизбришлива трага, туку да го преточи во аудио-визуелен документаристички формат. Преспа е действен природен рај, оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Преспа, како едно најстарите човекови населби на овие простори, се издигала и развивала во една карактеристична хармонија. Минатото и сегашноста на овој дел на етничка Македонија е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нишки нераскинливи, кои го градат долгиот континуитет на преспанскиот живот, испреплетени зад превезот на времето. Првин да се заблагодарам до продукцијата Маривал филм за можноста што имаме општина Ресен за една промоција на сите знаменитости, културни, туристички, економски капацитети што ги имаме во општината. Секоја промоција на општината за нас е добре дојдена. Имаме што да кажеме, имаме што да покажеме, имаме многу културни објекти и богата историја на тлото на Преспа. Добро е да биде забележано, документирано и нормално да им оставиме на идните генерации да знаат со што све располага Преспа и на културно, и на економско, и на туристичко поле, да си ја промовираме едноставно нашата култура и традиција. Општина Ресен по моје е една од најубавите микролокации во Република Македонија. Ние ги имаме двата национални парка Пелистер и Галичица и паркот на природата Преспанското езеро. Имаме вкупно 44 села и градот Ресен. Од двете страни ни се два големи центри на по 30 км ни е и Битола и Охрид. Два гранични премини, граничиме и со Грција и со Албанија. Во секој случај многу значајна местоположба во Македонија и според мене најубавото место на планетата. Преспа, како дел од Македонија, македонската култура и македонскиот дух е преполна со остатоци од милионумската одисеја на жителите од овој крај, од нивното прво биолошко и творешко културно појавување, па се до денес.
На незиниот простор тлее материјален, културен комплекс од времења, со мистичен дух кој обседнува со својата акумулирана енергија на творечкото минато, кој најпрво внесува возбуда, потоа станува занес со неговата комплетна содржајност од творечки реликти на непрекинатото милениумско творештво, иако за жал, многу импулси на минатото културно создавање за секогаш се загубени, уништени од погрешно насочена акција, од погрешно употребена енергија и на крајот од погрешно искористените резултати на таквиот запад. Преспанската езерска регија, како дел од парчето земја која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее на ова парче земја македонски, е преполна со историја и само историја. Секоја грудка земја, секоја карпа, секоја капка вода кога ќе стиснете во вашите дланки, протекува историја и ќе протече историја и само историја. Преспа 5000 години зрачат со многу културно-историски знаменитости и со многу богато историчко револуционерно минато на целиот незин простор, настанати првично од основноположникот на македонската кралска династија на Аргиадите, од мичкиот крал Каран, надградувана од Коин и Тирама, 50-тината древно македонски Василевси, меѓу кои Пердика, Аргај, Аминта, Орес, Толомеј, Филип II, кога во 344 година пред нашата ера, цела Преспа влегува во територијалните грабаници во областа Десаретија, како дел на древната македонска држава. Александар III, Василев на Македонската империја, последниот Василев на тронот на Аргиадите Персеј, надополнети со Василевсите на македонските кралства, на Селекивидите, Толомеите и Антогоноидите, со Кандалскиот пат, чие име го носи по старите имиња на Баба Планина и Галичица, во империјата познати како Кандалските планини, кој го поврзувал римскиот империјален центар со Балканскиот полуостров, со Мала Азија, Рим со Цариград пропратена со безброј антички утврдувања, бедеми, каструми и на неколку градски центри изградени за време на реобновувањето на оваа патна комуникација, која се случила во 130-та година пред новата ера, чија обнова траела 40 години, чии остатоци од 100 метри се видливи денес во шумовитиот дел на Преспа, на Горничево-Преспанскиот езерски залив, во правец на Иван Планина, кога овој дел на Преспа по втората римско-македонска војна, која се одиграла од 200-та до 193-та година пред нашата ера, и по третата римско-македонска војна, која се случила од 171-та до 167-та година, целосно е дел од Римската империја, речиси 5 векови, останала под власта на римјаните, како нивна провинција, како дел на Македонија Салутарис, каде што припаѓале еордеците, линкестидите, пелагонците, чија незина престолнина е градот Пелагон, а при крајот на 4 век пред нашата ера, кога ова област припаѓа на Македонија Секунда, чија престолнина е градот Стоби, каде што во состав припаѓа чии незин живо зрачи и по 395 година од новата ера, по поделбата на Римското царство на источно и западно, посебно за време на императорот,
основоположникот на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија Јустинијан Први. Генерално, како и цела Македонија, што е тло од сериозно историско значење, така и Преспа, сакам да кажам дека, милувам да кажам дека во секој период, последното Преспа генерално дала многу во тој дел, многу сериозно значајни историски моменти што се случувале. Ако во земе во периодот, да кажеме дека имаме преторијански населби, дека Вија Игнација поминува тука, па после да кажеме дека последниот македонски цар, многу често сакам да кажам за Самуил, кога традицијата наша како што налага, кога намажиме ќерката, таа тргнува од дома, косара тргнала од дома со црногорскиот принц. Тука била последната царштина, да речеме, македонска, па првата патриаршија на островот Голем град. Ако бараш простор во кој се испомешало минатото со сегашноста со иднината посети ја Преспа, кој молкум шепоти скоро без глас, раскажувајќи и пророкувајќи си ја собствената судбина од раскошен мир и немир, во исто време необјаснимо сплотени едни во други, обдарени со милоста Божја, накитени и распослани со безброј убавини, на сите страни облазени во сончевина, простори во кои се слушаат звуците на музите од минатото, кои оддаваат печаток на жално певање на некогашната вечност, сегашност, миг и иднина, преполни со остатоци од милионумска одисеја на жителите до овој крај, од ниното прво биолошко појавување, па се до денес. Во 6. век Преспа се уште е дел на Византија, која е постојано напаѓана од словените. Во 30-тите години на 7. век е целосно колонизирана од словенското племе Берзити. Преспа, по редицата етнолошки и други елементи, во 7. век носи јасни елементи на словенизирана област. Во 30-тите години на 7. век областа е словенизирана од берзитите, војоните и велегилизитите. Во втората деценија на 7. век е дел од првата држава што ја создаваат кнежествата на берзитите, војоните, велегизитите, заедно со драговитите, ринхините, сагудатите, смолјаните, струмјаните, позната под името Берзитија со рексот Хадсон, кој што државата управува се до 70-тите години на 7. век, и рексот Пребон, кој што државата управува се до првата деценија на 8. век, а се тоа забележено е во списите на византиските историчари Прокопиј, Цезари, Јован Скилица, Михајло Атолијат, Теофилакт Ефес, Георги Акрополит и други. Уште кон крајот на 3. век и во оваа регија ќе почне да се чувствува новата религија наспроти паганството. Потребата за зајакнувањето на византичката власт на Балканскиот полуостров навела Јустинијан Прима да формира нова црковна дијацеза, независна од Константинопол и Рим, која ја нарекол Јустинијана Прима, а скупскиот епископ Калајан го прогласил за прв нејзин автокефален архиепископ, чие седиште подоцна трајно го преселува во Охрид. Втор архиепископ кој седна на архиепископскиот трон беше Бененат. Него го наследи Павле, а по него на тронот седна Јован Први, па Леон и последниот Јован Девети, кој во 680-та и 681-та година учествува
на Трускиот собор во Цариград. Црковната традиција на Јустинијана Прима ја наследија епископите на македонските склавинии. Секоја склавинија си имаше свој епископ. На Цариградскиот се црковен собор кој се одржа во 879 година, заедно со водачите на сите поместни цркви, рамноправно учествуваат епископите на македонските склавинии. Во црковните житија епископот Петар и епископот Јован се споменуваат како епископи на македонската склавинија Драговитија, со што се укажува дека Македонија во тоа време има целосна црковна автономија. Црковната дијацеза од Јустинијана Прима ја наследува Свети Климент Охридски како прв словенски епископ, кој во 886 година па се до 893 година ја ракополага просветителската дејност во Кутмичевица, градовите Девол, Главеница и Охрид. Свети Климент овој дел на македонскиот етнички простор го поделува на 12 епархии, а во служба го воведува кирилското глаголско, а подосна реформираното во чест на Кирил дадено име кириличното писмо, а по него таа просветителска дејност ја продолжуваат неколку генерации македонски епископи, меѓу кои и епископот Марко. Самоил, царов на првото македонско средновековно царство во 969 година, Свети Климентовата црква ја подига на ниво на патриаршија. За меѓународно признавање на новото царство и патриаршијата Самоил бара благослов од тогашните центри на христијанството. Цариград не сакал да го признае новото царство и новата патриаршија. Во 970 година тоа го стори римскиот папа Грегори V. Во 971 година, како прв патријах на тронот на македонската патриаршија, доаѓа патријахот Герман. По пропаста на средновековната македонска држава, Василий II, Охридската патриаршија ја инкорпорира во Византиското царство, но не ја уништи, туку ја сведе на ниво на автокефална архиепископија, начело со архиепископот Никола I, прв автокефален архиепископ со титулата архиепископ на Охридската архиепископија, избран во 1019 година, чиј негов престол се до 1157 година го преземаа уште 10 автокефални архиепископии, а од 1157 година па се до 1567 година со титула архиепископ на Охридската архиепископија Јустинијана Прима, на архиепископскиот престол седат уште 56 архиепископи, иако со намалена дијацеза која ја опфаќа и Преспанската езерска област. Обемот, тежината и интензитетот на византискиот политичко-државен и феудален гнет населението од Преспанската езерска област тешко го поднесува. Воспоставувањето на византиската власт на овој простор одела бавно. Ваквите збиднувања во поголема или помала мера свој одраз оставиле и врз животот во овие краишта. Во 1042 година и оваа регија е зафатена од востанието предводено од Ѓорѓи Војтек, а во 1072 година и од востанието предводено од Петар Делјан. Во 1073 година Преспанската езерска област е опустошувана од византиските вазали, алеманите и франките. Во 1078 година овие краишта ги прегазува драчкиот дукс Василий.
Во 1080 година низ областа поминуваат норманите, а од 1096 до 1097 година поминуваат рицарите предводници на првата крстоносна војна. Во втората деценија на 11 век, територијата на Преспа е под владение на Епирското царство, во 1230 година под бугарско властелинство, во 1259 година под Никејско властелинство, за да од 1261 година е под Византиско властелинство, се до 1334 година, кога оваа регија потпаѓа под средновековната српска држава, предводена од царот Душан, каде што оваа област е засебна административно-територијална единица со своја световна и црковна властела. Во 1355 па се до 1410 година областа припаѓа на Македонското Приливско кралство, предводени од кралот Димитрија Волкашин и кралот Марко. Според историографските записи, Преспа во 1334 година под водство на пребегот Сиргијан, заземајќи ги Костур, Битола, Охрид и Горица, потпаѓа под властелинство на средновековната српска држава, предводена од царот Душан, каде што оваа регија била посебна територијална административна област со собствена световна и црковна властела. По смртта на царот Душан во 1355 година, неговото царство се распаѓа. Во Македонија се создаваат неколку независни држави, управувани од кралеви, деспоти, виши војводи, севастократи, кесари и други властелини. Во 1365 година поголемиот дел од Преспанската езерска област припаѓа Македонското Приливско кралство, предводено од кралот Димитрија Волкашин, а останатиот дел е управувана од секвастократорот Бранко Младеновиќ, татко на деспотот Бук Бранковиќ. Од 1371 година па се до 1395 година Преспанската езерска област целосно припаѓа на Македонското Приливско кралство, предводено од кралот Марко. Ако проверите секоја 50 денарка што носи во джеп, го носи ангелот од фреската на ангелот од манастирот во Корбиново од 13 век, па цел дел таму веќе во Свети Илија во Грнчари или Богородица во Сливница, сите се со една исклучителна старост, можам да кажам и Свети Илија во Коњско, Свети Спас во Евлас, сериозно стари манастири со исклучителна културна вредност и тоа, како што кажавме, првата патриаршија е на островот, таму црквата е Свети Петар. Тој има и иконаци од тоа време, па и изгравирани делови на карпите на островот. Имаме доста во тој дел. Сега морам да се врвам, имам еден проект каде што по патот на светите води, очекувам деновиве да го отпочниме, каде што ќе поврзува од Преспанскиот крст по планина, по Пелистер, ќе поврзува овие манастири што ги напоминав во должина од 16 километри пешачка велосипедска патека по Пелистер, па биде една нова туристичка атракција, збогатување на туристичката карта, каде што покрај културниот дел што може да се посети, би било прекрасно да движите низ планина, а под вас да го гледате од сеот на сонцето во Преспанското езеро.
прв пат преспа во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот кнез Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојше и Самоил, а посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил од 979 до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, во записите на византискиот историчар Јован Шкилича кои датираат од 1020 година, за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во црковните грамоти на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, во грамотите на царот Стефан Душан од 1353 година и 1357 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич Несилниот од 1364 година, во црковните повелби на македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година, во грамотата на кесарот Новак, посветена на црквата Богородица на островот Малград, за која се смета дека е последната средновековна грамота посветена на преспа. Повоените освојувања кои се случуваат од 1382 година до 1384, кога Отоманската империја воспоставува контрола на Источна Македонија, отоманските војни освојувања во 1385 година под водство на румелискиот беглер бек Тимуташ Паша се насочуваат западно од реката Вардар кон териториите на Прилепското кралство со кое управува кралот Марко. Во годините 1391 и 1410 година биле освоени речиси сите позначени градови во Западна и Југозападна Македонија. Иако многу од нив е нејасно времето и начинот на освојување, сепак се чини дека периодот од 1410 година бил пресуден и за Преспанската област, кога целосно потпаѓа под отоманско властелинство. Како прв сигурен извор за присуството на османлиите се зема еден надпис на византиски јазик во црквата во селото Глобочани од 1410 година. Преводот на овој запис гласи: 1410 година, 11 јули, Сулейман Паша подари царски ферман од Султан Челеби, синот на Султан Бајазид I, со дозвола богобојазниот свештеник Панделе да изгради црква во Глобочани 696 година според Хиџра.
годините 1391-та и 1410-та година биле освоени речиси сите позначени градови во Западна и Југозападна Македонија, иако за многу од нив е нејасно времето и начинот на освојување, сепак се чини дека периодот од 1410 година бил пресуден и за Преспанската област, кога целосно потпаѓа под отоманско властелинство. Како прв сигурен извор за присуството на османлиите се зема еден надпис на византиски јазик во црквата во селото Глобочани од 1410 година. Преводот на овој запис гласи: 1410 година, 11 јуни, Сулеман Паша подари царски ферман од султан Челеби, синот на султан Бајази I, со дозвола благобојазниот свештеник Панде да изгради црква во Глобочани 696 година според Хиџра. По отоманската консолидација на Балканот во текот на 15-тиот и 16-тиот век во управно-територијален поглед Преспа припаѓа на румелискиот Беглер Беглак, составен од помали управни територијални единици, санџаци, нахии, кази, зијамети, хасови, мудурлаци. Во 1519 година во нахијата Преспа постоеле 32 тимари, во 1568-69 година 13 хаса. Процесот на создавање на чифлици започнал во 17 век, а траел се до 19 век, а најмногобројно почифлигарување е забележено за време на Али Паша Јанински. Во 1785 година во Преспанската нахија постоеле 45 чифлици. Сите чифли сајбии водат потекло од областа Колоња. Преспа е поделена на две одделни нахии. Нахијата Преспа, со седиште во градот Ресова, и нахијата Биглиште, со седиште во градот Горица, а двете првично потпаѓале на Охридскиот, а подоцна во Битолскиот Санџак. Линијата на нивното приближно разграничување се протегала од селото Стење во правец на селото Острово, на островот Голем град и селото Крани. И двете нахии во себе вклучувале делови на Битолската, Охридската, Костурската и Горичката област. Нахијата Преспа првично припаѓала на казата Горица, која покрај судската имала и поширока административно-управна надлежност, а нахијата Биглишта првично самата представувала каза. Во 1582 година двете нахии влегле во составот на Охридскиот Санџак, каде останале се до 1865 година, кога е формиран Битолскиот вилает. Просветителската дејност во Преспа, втемелена од Свети Климен во Климентовиот универзитет, во минатите столетија меѓу преспанци не замира. Многобројното македонско монаштво, свештенство од колено на колено, првично просветителската дејност ја пренесува преку црковните богослуженија, опесминувајќи го населението во многобројните чејнини црковни училишта и впишувајќи ги црковните богослуженија во мноштвата црковни повелби, грамоти, посланија, житија, псалтери на македонски црковен книжевен народен јазик, иако првично попречувана од мноштвата туѓи световни и црковни властелинства и властелини. Од 1611 година до 1684 во касабите Костов, Алерин,
Битола, Резен и Горица првично за мухамеданските достојници, а подосна и за македонската средновековна аристократија, во неколку макреби се отворени основни училишта, а духовни средни школи се отворени во неколку медреси и софтри. Кон крајот на 17. век и првата деценија на 18. век со посебни султански берати се отвораат црковни училишта во Сливичкиот, Туминечкиот манастир и во речиси сите населени места во целиот Преспански регион, кои се до 1767 година се под јурисдикција на Охридската архиепископија, а од 1767 година Преспанскиот регион црковно припаѓа на Цариградската патриаршија, а од 1870 година делумно под Цариградската патриаршија, делумно под Бугарската екзархија и делумно под Печката патриаршија. При крајот на 19. век и почетокот на 20. век екзархиски, српски, патриаршиски, влашки основни училишта имало отворено во речиси сите поголеми села во сета Преспа, а за поголемиот дел обезбедени се учебници, а во тоа време наставата се изведува во приватни куќи, манастири и цркви од српски, екзархиски и патриаршиски учители и свештеници. Во периодот на Балканските и Првата светска војна, со мали исклучоци, просветниот живот во сета Преспа речиси замира. Во последната деценија на 19. век во Преспа заживува македонското револуционерно движење. До овој временски период на овој простор действуваат македонски полуајдучки дружини, чиј малуброен кадар подосна ќе се вклучи во четите на тајната македонска одредничка револуционерна организација. Преспанската револуционерна регија пред почетокот на Лидеското востание е поделена на 5 револуционерни реони според географските подробности. За секој реон е назначен војвода. Првите самостојни револуционерни воени чети во Преспа се појавија во 1901 година. Набрзо започнаа подготовките за востание. Со поорганизирани и сеопфатни подготовки за востание во Преспанската регија се започнува со доаѓањето на војводата Славојко Арсов во 2002 година. Во почетокот на 1903 година во Преспанската револуционерна регија доаѓаат неколку окружни ревизиони чети. На Смилевскиот конгрес покрај Славојко Арсов присуствуваат и војводите Никола Кокарев, Александар Панајотов и Бељан Илиев Пенчо. На Смилевскиот конгрес Преспанската револуционерна регија е поделена на два востанички дела. Ресенски, кој ги опфаќа селата северно од селото Рајца и од западната страна на големото Преспанско езеро, се до селата Леска и Жрновско, начело со реонскиот војвода Славојко Арсов, и Преспански, кој ги опфаќа селата јужно од селото Рајца, селата од западната страна на малото Преспанско езеро, начело со реонскиот војвода Никола Кокарев. Од денот на востанието, заклучно со месец октомври 1903 година, на ударот на слободата за Македонија, своите животи ги положија околу 300 востаници. Во турскиот период еден од водечот, да речам, креаторот на младотурската револуција Ахмедијази Бек почнал од тука бил го имаме импозантниот објект Сарајот, кој е граден по разгледница од Версај,
исто многу значајно за историјата, почнал еден нов процес, ново уредување во таа држава. На 100 метра од Сарајот се формира Македонската револуционарна организација во куќата на доктор Татарчев. Собрана била тогашната интелигенција на Македонија, па направиле едно движење каде што и ден денес е тема на разгледување и потик за политички уредувања, како функционирало, донесено до совршенство, па и го искористиле и гужвата во црквата Кирил и Методи за да го одржат и првиот конгрес. Во поновата историја, ако го заеме дека темелот на АСНОМ е на Преспанското советување, тука е договорен АСНОМ и од Преспанското советување после пренесено, да речеме ето во поновата историја. Во секој случај многу значајна за целокупната македонска историја, па и за сите светски вредности, историски и културни вредности. Во Преспанската регија на 3 јули 1908 година, како резултат на неспроведувањето на уставните реформи на султанот Абдул Хамид II и мерштитските реформи, наменети за македонскиот народ, наложени од големите сили во 1876 година, предводена од турската проевропско ориентирана интелигенција, подпомогната од Македонската револуционерна организација, започна во Турската револуција, меѓу преспанци попозната како Втор Уријет, каде што Турската револуција воедно се повеќе го зацврсти сојузништвото на соседните балкански држави, прво за истерување на турците од Македонија, а потоа и за незино меѓусебно територијално распарчување. Во почетокот на втората деценија на 20 век, Отоманското царство беше пред распаѓање. На Балканот уште Македонија остана неослободена. Отоманците правеа се за да го задржат своето последно упориште на Балканот. Веќе десетина години кокотеше балканскиот крвав казан во кој се наоѓаше и Македонија. Тогашните големи сили, Австро-Унгарија, Франција, Русија, Англија, Германија, одамна беа договорени не само да ја слушат Отоманската империја, туку и да ја поделат Македонија. На тој нивни договор јавнаа Србија, Бугарија и Грција. По влегувањето на српската и бугарската и грчката војска во Преспанскиот регион, сите овие македонци кои не ја подржува окупацијата беа прогласувани за бугарофили, србофили и андарди и непожелни како за српските, бугарските, така и за грчките власти. Во 1914 година српската војска заради воените неприлики во военото боиште се повлекува од Преспа, на нивно место доаѓаат бугарските војни и цивилни власти. Следува процес на нов обид на асимилација, овој пат за бугаризација на македонскиот народ, кој поради воените згинувања никогаш и не заживува. Крајот на првата светска војна на македонскиот народ ништо не му донесе позитивно. Со Версајскиот договор беше потврден Букурешкиот договор. Во годините што следуваа за Преспанската регија, која припадна на кралството на србите, хрватите и словенците, значеше замена на дотогашниот екзо-бугарски образовен систем со поранешниот српски образовен систем. Додека грчкиот образовен систем остана непроменет во Преспанската регија, која потпадна под грчко и под албанско владење. По започнувањето на Априлската војна во 1941 година, Преспа потпаѓа под италијанско-албанска окупација. Германско-италијанските, бугарските, балистичките и андарските фашистички орди
што го прават зулумот низ пречканските села од 1941 година па натака, даваат голем патриотски порив кај македонскиот народ од оваа регија, масовно да се вклучат во партизанските единици и одреди предводени од Комунистичката партија на Југославија. Во Преспа, во непосредна близина на селото Тешево од 2 до 4 август 1943 година, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија одржува советување покрај идеологот на партизанското револуционерно движење на македонскиот народ Кузма Јосифовски Питу, учествуваат и Цветко Узуновски Абас, Страхил Гигов, Добривој Радосављевиќ Орце и Светозар Вукмановиќ Темпо, каде што е одлучено партизанските одреди да прераснат во воени единици, интензивирање на изградбата на народната власт, организационо зајакнување и проширување на организациите на Комунистичката партија на Македонија и Сојузот на Комунистичката младина на Македонија и е донесена платформа на Народно-ослободителната војска на Македонија. Македонскиот народ, Народно-ослободителната антифашистичка војна ја водеше заеднички на парчето земја, која со милениуми се вика Македонија, а народот во која со векови живее македонски. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Народното творештво и колекцијата на мудрости се големо богатство и не било лесно да се зачуваат низ вековите наназад. Нашите луѓе ги негувале сите овие традиции како своите родени деца. Историјата на македонскиот народ е една вековна борба за слобода и самостојност. Ние ќе се чувствуваме како македонци се до тогаш додека се сеќаваме на сите наши вредности, на сите наши обичаи, навики, на благослови и на заветите што ги дадено пред нашите предци. Историјата на македонскиот народ е еден бисер исполнет со херојства и со борбен дух. Во душата на секој македонец живеат бесмртните македонски херои кои што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија, само народ кој што е упорен и кој што е полн со борбен дух и кој што дал толку многу апостоли слободата како што е македонскиот, никогаш не умира. Тешко, оро разиграно, недоиграно водам по коритото на Вардар. Може би сме мал народ, но духот ни е голем, Божјата дарба преголема. И се што ќе напишеме за нашите градови и села, за нашите загинати јунаци, за славните и трагични ликови од нашата борба за опстанок и слобода, се камени грамади, кои еден по еден се редат на куќата на бесмртноста, а таа куќа се вика Македонија. Такви сме ние македонците. Посебен сој, кога тагуваме да пееме, зашто ни стихот и песната можеме да си кажеме што ни лежи на душата. Македонецот творел и пеел и тогаш кога му забранувале да говори на својот мајчин јазик, кога немал свој училиште и држава. Затоа не случајно е толку богат нашиот фолклор, нашето народно творештво и не е чудно што толку многу песни испел за Македонија, за таа истата која заграбуваа соседите, а кои не и посветиле ниту еден стих. Зошто? Зошто не е нивна?
зашто не им е во душата, зашто се сака длабоко исконски само мајката. Така век за век, тука тешкото се игра, вплетено во душата народот наш мачен. Тешкото се играло, се игра и ќе се игра. Тешкото на Коневски, тешкото некогаш, тешкото и сега. Тоа е Македонија. Таа чудесна земја што според поетот поминува низ многу војни премрежја, која е ранета, но која пак ќе застане на нозе, зашто ќе се родат нови синови и керки кои ќе го продолжат синџирот на борбата. Почитувани мои, ова е само воведен дел од документарната серија со работен наслов Општина Ресен историографски записи. Почитувани мои, преку ова документарна серија ќе се обидам да ви преточам сите мои досегашни сознанија со кои што располагам, копајќи низ архивите во Република Македонија. Но не само низ архивите во Република Македонија, туку и низ архивите од незините соседни држави. Исто така, во овој документарен серијал ќе се обидам да ви преточам дел од многуте приказни што ми ги раскажаа мештаните од 50-тината населени места од општината Ресен. Во 6 продолжение на овој документарен серијал.